Денес сум овде со Јордан Митев и тоа по многу убав повод, творење и изведување на своја авторска музика. Еве вака за почеток ќе можеш ли да ни кажеш овие 20 години кој беше најголемиот предизвик во твојата кариера? Па најголемиот предизвик беше од ништо да се направи нешто. Од ништо да се направи нешто. Тоа беше еден голем маратон. И тој маратон продолжува, бидејќи професионалната кариера на еден човек престанува тогаш кога едноставно повеќе нема сили да работи. Фала му на Бога, јас сум добар, во добро физичко и психичко здравје и се надевам дека ќе продолжам и понатаму, ако не повеќе, барем уште 20 години. Инаку дека да се обстојува повеќе години во една професија, да се биде професионален, да се биде константно нов и професионален, тоа воопшто не е лесно, не само во музиката, во било која работа. Тоа го знаат сите кои што работат професионално одредена работа. Но јас ја сакам оваа работа, а меѓу другото затоа и учев, затоа студирав, затоа магистрирав. Го работам тој жанр на музика, фолк, со примеси на етно, на помодерни елементи, тоа што јас го сакам, тоа што го живеем и ние сите во денешното време, нормално со цврста подлога на фолклор. Така да, навистина не би сменил ништо досега што имам направено, не се кавам за ништо, дури кога сум грешил, тоа на крајот испаднало дека било за добро. Бидејќи ете фолк музиката, 20 години нели сте на нашата сцена, дали според вас од 10-15 години еве наназад да се вратиме и сега, дали оди фолк музиката на некоја нагорна граница кај нас, на нашите простори? Дали се повеќе се слуша? Дали младите почнуваат, нели, порано повеќе било за постарите, дали сега мислите во денешно време дека еве младите почнуваат веќе да ја ценат и да ја почитуваат фолк музиката и да ја слушаат? Видите, секој продукција има своја генерација која што го конзумира во одреден период од својот живот. И ние сме биле тинејџери, па нели во тие, да речеме, тинејџерски години сите слушаат можеби малку поинаква музика, но како одминуваат годините, како почнувате да седнувате во кафанчиња, да се имезнувате, така почнувате и да уживате и во народната музика. Тоест, како човек созрева, така се повеќе почнува да го почитува тоа што е свое и начинот на израз, општо кај човекот, начинот на покажување љубов према саканиот, према саканата, према пријателите, према се околу себе не е исти како во тинеџерските години и на 30, 40 или 50 години. Така да фолк музиката од секогаш била дел од нашето општество. Само што можеби некој кога бил млад помалку или повеќе не ја регистрирал, да речеме, како жар, но со текот на времето нормално е да ја слушате и да ја сакате. Како што вели Горан Бреговиќ, кога правите вие свадба на Балканот, не може да правите со Макдоналдс. Значи мора да запечете плескавичка, мора да ставите пивце и така натаму. Така да колку и ние да се правиме модерни и да се носиме со одредени трендови, сепак ова е Балкан, ова е Македонија, а тоа си носи, самото поднебе носи по природа на нештата, како во, да речеме, во тоа што го јадеме во кујната, така и во музичкиот дел, значи нешто кое што одговара на оваа поднебе и тоа што одговара со нашиот менталитет. Што кажано. Имаш нова песна од пред неколку дена со наслов Сине, сине мој. Предпоставувам дека е посветена на вашиот син. Како вашето семејство влијае врз вашиот професионален живот? Па само позитивно. За моја Бите инспирација? Апсолутно. Бидејќи прво ми се роди ќерка пред 2 години, имам песна за ќерка, посветена на мојата ќерка и сега како одговорен и родител, меѓутоа и професионалец, морав да направам Салути другото дете го син бидејќи еден ден може да има замерка. Така да, пред неколку дена излезе мојата нова песна посветена на мојот син, Сине, сине мој, една интересна тема која што, иако македонската музика има многу
новосоздадени песни сепак како тема посветена за син или за ќерка, тие теми многу не се обработувани од нашите автори. Еве, за моја среќа, самиот мој приватен живот, мене како автор ги пробуди тие емоции кај мене, бидејќи тоа само кога ќе го доживеете како човек, како родител, тогаш ќе можете и најдобро тоа да го како музичар да го кажете преку музика и преку текст. Да знаеш ти, мили сине мој, дека си македонец, биди честен татков потомец. За мене е една многу драга песна која што може би судбината така сакала да со оваа песна ги заокружам овие 20 години. Пред точно 20 години, 2005 година, во едни ноемвриски и декемвриски денови, јас почнав да го снимам мојот прв албум. Кога имав само 19 години, овде во Скопје бев втора година факултет. И еве после 20 години, на некој начин во истиот период, ноември-декември, заокружив да снимам песна за мојот син. Така да некако по природа на нештата така се наместија работите да ова биде за окружување на 20 години активна работа. Јордан, ти благодарам на овој прекрасен, искрен, отворен разговор. Честитки уште еднаш за 2 децени успешно отворење и изведување. Јас ти посакувам уште многу успеси понатаму и да се надевам дека нашите деца ќе растат со таа твоја музика. Ви благодарам. Стрекни празници на сите ваши гледачи и со нови сили и здрави живи да се гледаме во 2026.